Добро, очекуван ми беше и одговорот од заменик министерот дека овој амандман нема да се прифати. Ќе бидам многу кратка во излагањето. Со оглед на тоа што овој амандман мене и на колегата Петар Истевски ни беше предложен и при ребалансот на буџетот за 2020 година. Имајќи во предвид дека се работи за веќе започната инвестиција која што стагнира од 2017 година, откако е променета локалната власт во Прилеп, и заради тоа што станува збор за фабрика за рециклирање на отпад, имајќи го во предвид се поголемото загадување на општините, на воздухот во Република Македонија, сметавме дека треба повторно да го поднесеме и да го актуализираме ова прашање. И само накратко ќе елаборирам за што станува збор. Имено во општина Прилеп уште пред 8-9 години примарната селекција на отпадот е завршена. Ние кога бевме локална власт ја започнавме и секундарната селекција. Имаме една комплетно средена локална депонија и започнавме со изградба на фабрика за рециклирање на отпад. При тоа, кажав и при ребалансот, беше купена и машина за рециклирање на отпад, меѓутоа од се уште непознати причини оваа инвестиција од актуелната локална власт е стопирана. На депонијата останати се само стубови од железа и не е продолжена изградбата на фабриката. Вкупната инвестиција според анализите кои што ги имавме направено на она примарната која што кажав дека е завршена уште пред околу 8-9 години и на она започната секундарна селекција беше во вредност од пола милион евра. Анализите кажуваат дека со отпочнување на работа на оваа фабрика за рециклирање на отпад, Комуналец, јавното комунално предпријатие Комуналец ќе може да заработува околу 150.000 евра годишно и важно е што покрај оваа заработка на Комуналец, односно нема да чека средства од локалната самоуправа да му префрла секој месец за да може да функционира, односно сами би заработувале средства. Тука може да најдат и свој работно место околу 100 наши сограѓани. Заради тоа што локалната власт нема слух за отпочнување на работа, односно завршување на оваа фабрика за рециклирање на отпад, токму заради тоа и овдека во Собранието на Република Македонија ние го актуализираме ова прашање со надежда дека барем централната власт би имала слух и би ја, така да речам, потурнала работата со изградбата на оваа фабрика. Меѓутоа, еве, без образложение, повторно овој амандман се одбива, односно ни централната власт не е заинтересирана за изградба на фабрика за рециклирање на отпад и за зачувување на животната средина во општина Прилеп. Благодарам.